Со развојот на цивилизацијата, минатото создавало обележја кои ја штителе посебноста на една традиција, историја и култура и ја разликувале од секоја друга. Приказната на секој народ го создавала неговиот символ. Символите биле знак на распознавање и припадност. Тие означувале нечие постоење. Така било од секогаш. Многу подоцна, во 12 век, витезите ги ставиле символите на своите штитови, ги заштитиле со нив и под нив ги воделе витешките борби. Од тогаш наваму, запаметените символи од минатото ги создаваат грбовите на народите и државите, за тие да се препознаат меѓу себе, да се потсетат на себе си, да се запаметат и да ги докажат своите почетоци. И под тие грбови, под своите символи, да обстанат до денеска. Ова е актуелниот македонски грб, создаден 1946 година како државен грб на Народна република Македонија. Направен по примерот на грбот на Советскиот сојуз, кој го следеле и другите социјалистички земји по Втората светска војна, и македонскиот грб има венец и петокрака и современи амблеми од стопанството и природата. Историјата во овој грб забележува напуштање на стариот хералдички македонски символ. Навистина на македонскиот грб денеска го нема лавот кој континуирано се појавува на пронајдените македонски грбови 400 години наназад, од 16 век се до 1946 година. Но ако се земе предвид уште една постара македонска култна традиција кон првиот символ, истражувањето можеби ќе покаже дека дел од оваа традиција современиот македонски грб успеал да сочува во изгреј сонцето зад планината. Во потрагата по стариот символ на македонците, долгогодишниот истражувач на древномакедонската цивилизација Васил Илјов се враќа 9000 години наназад. Сонцето е присутно на македонските простори или на македонскиот полуостров најмалку со 7000 години пред наша ера и 2000 години по човекот со крстот, значи најмалку 8000-9000 години ние имаме култ кон сонцето и космосот. Тоа што во актуелниот грб имаме 8 зраци, тоа е фактички само половина од 16 кракото сонце. Таа модификација не менува многу од суштината на проблемот, со оглед на тоа што во просторот ние се движиме во 4 правци, исток, запад, север, југ, и други 4 меѓуправци, и ако знаеме дека 8 зраци во просторот се светлосни и 8 се топлотни, тоа точно ќе ни ги дадат 16 зраци од древното македонско сонце или од древниот македонски грб на македонската династија. Таа македонска династија, тоа 16 крако сонце не го има земено случајно, затоа што најстарите наоди за таков еден соларен символ датираат со старост некаде од 4-4.500 години пред наша ера, додека другите соларни символи, како што е планетарниот знак на Сонцето, датира со старост најмалку од 7000-6000 години пред наша ера. Грбот може би по некои аналогии да е направен, да речеме по аналогиите на сите оние грбови што постоеле во некогашниот Советски сојуз и во сите тие советски републики. Меѓутоа, сепак, еден народ ги диференцира символите и сите елементи во таа символика, како што е и грбот на Република Македонија или на некогашна Социјалистичка Република Македонија. Присуството на Сонцето секако не е случајност за македонскиот народ и сметам дека 16 кракото Сонце што го имавме како символ, тоа е со многу длабоки корења во македонскиот народ и во македонската цивилизација, и тоа треба и натаму да се негува, независно од дневната политика. Култот кон Сонцето било е и ќе остане кај македонците. Може би како персонификација на Сонцето или како нов символ на првиот земски грб на Македонија стои исправен лав. Во објавените анализи на еден од ретките македонски истражувачи на хералдиката Александар Матковски, првиот македонски грб кој ја представува Македонија во етничките граници во 16 век е создаден за потребите на адмиралот Петар Охмучевиќ околу 1590 година.
По паѓањето на Босна под турска власт, семејството Охмучевиќ се сели во неутралната Дубровничка република, каде адмиралот, син на богат морепловец, за да го докаже своето благородничко потекло, 10 години собирал и самиот правел хералдички фиктивни документи за да докаже дека води потекло од предокот феудалец околу Костур во времето на цар Душан. Петар Охмучевиќ сакал да докаже дека неговиот род имал поседи околу Костур во Македонија, па затоа во неговиот грбовник се појавил македонскиот грб. За символ бил земен лавот, бидејќи тој во тоа време доминирал како орнамент на многу споменици во Македонија. Грбовникот на Охмучевиќ не е пронајден, но се претпоставува дека по негов пример е направен овој прв зачуван грбовник на Коренич Неорич од 1595 година, што се чува во Универзитетската библиотека во Загреб. На овој грбовник има 11 земски грбови, на кои, како што пишува во грбовникот, се прикажани белезите на земјите и светлите племиња на Илирското царство. Меѓу нив е и македонскиот грб под символот исправен лав во жолта боја на црвено поле. Лавот е на германски штит со круна на главата. Ова е македонскиот грб на Алтахановиот грбовник од 1614 кој се чува во Болоња. Истото хералдичко обележие, жолт лав на црвено поле, стои на македонскиот грб од грбовникот од 1620 година. Се претпоставува дека овој грбовник е правен за потребите на еден роднина на Петар Охмучевиќ, Андрија, кој од царскиот двор во Виена барал да му се признаат благородничките права и имотите во Босна и Македонија. Војничкиот грбовник од 1675 е меѓу последните на кои македонскиот грб го представува жолт лав на црвено поле. 1701 година хрватскиот преродбеник Павле Ритер Витезовиќ создава астематографија која требало да покаже дека јужните словени имаат славно минато. Тој во својата астематографија на грбови на јужнословенските народи при преписот случајно ги заменува надписите над два грба и прави огромна грешка која го прекинува дотогашниот континуитет на македонскиот грб и создава прашања до денеска. Витезовиќ ги заменува македонскиот и бугарскиот грб, ставајќи го над бугарскиот грб надписот Македонија и обратно, со што македонскиот грб добива црвен лав на жолта основа, а бугарскиот жолт лав на црвено. Оваа грешка ја презема од Витезовиќ првиот македонски хералдичар Жефаровиќ, кој 1741 прави собствена стематографија на црковнословенски јазик, но со иста грешка. Боите остануваат изменети. Стематографијата на Жефаровиќ станува урнек од кој сите јужни словени по ослободувањето во 19 век во своите грбови ги преземаат хералдичките елементи и Бугарија 1879 за државен грб го зема оној од кај Жефаровиќ, жолт лав на црвено поле. Во 1876 македонскиот грб на револуционерното знаме од Разловечкото востание покажува огнен лав на жолто поле. Символот на револуционерната борба е изработен по делото на Жефаровиќ. И на револуционерните знамиња од Илинденското востание 903 амблемот на Македонија е црвениот лав. На овие знамиња во шепите на лавот биле ставени пушка и сабја за да се прикаже решителноста да се раскине со робството. Така, од 16 век до 46 година Македонија во незините етнички граници ја символизира лавот. До 18 век жолт лав на црвено поле, а по грешката на Витезовиќ и Жефаровиќ црвен лав на жолто поле. 4 века во илирските грбовници, во печатените стематографии и историски трудови, на воените и востанички знамиња, зографира по црквите и манастирите, лавот го означува народот и територијата на која живеел, Македонија. Овој земски македонски грб ги има сите хералдички обележја. Константен е во своите основни елементи, лав на штит во германска или пресечена форма и не трпел големи измени како на пример бугарскиот грб кој од првин имал амблем на вол со крст меѓу роговите. Символиката и континуитетот на македонскиот хералдички белег лавот ја објаснува доктор Наде Проева од катедрата по историја на античките македонци. Лавот е најчест символ на многу грбови во светот. Еден од најчестите символи, така што не може да се каже дека има повеќе етничка некакво обележје. Зошто се става на грбовите најчесто лавот? Затоа што тоа е поврзано со државата. Грбовите се во денешна смисла на зборот се, иако зачитоците се во антиката, сепак се од средниот век. А во средниот век најдоминантен политички облик уредување е кралството. Сега, ако зимите дека лавот се зема како крал на животните, значи најнормално кралот се идентификува со лавот. Така, например, уште во антиката имаме во биографијата на Александар, во текот на еден лов во Сидон, му велат